Куманово, град на крајниот север на нашата држава. Општина со над 100.000 жители во голема мера опустошена од транзицијата, но и десеткувана поради големиот одлив на млади, работоспособни луѓе во други држави, меѓу кои и оние зафатени од војна, како Ирак и Авганистан. Град со голем број на локални проблеми, кои споро се решаваат, а кои дополнително создаваат незадоволство кај населението. Затоа останува на нас, кои понатаму живееме тука, да најдеме начин да ги подобриме условите за живот, за себе, но и за другите, и со тоа да се обидеме да спречиме понатамошен одлив на квалитетни кадри, кои потоа ќе дадат свој допринос за подобар живот во нашиот град. Многумина ќе се запрашаат како е тоа можно. Дали ние како поединци можеме да делуваме врз носењето одлуки и креирање на јавни политики на локално ниво? Одговорот е едноставен. Можеме. И како поединци, но и здружени преку иницијативи и предлози и постојано потенцирање на проблемите се до нивно решавање. Затоа е потребно да знаеме. Покрај познавањето на надлежностите, многу е важно граѓаните да ги познаваат и можностите и начините за влијање врз процесите на креирање политики и донесување одлуки на локално ниво. Само континуиран, двонасочен канал на комуникација меѓу граѓаните и општината може да произведе квалитетни одлуки на локално ниво и висок степен на соработка и демократија, а со тоа и подобрување на квалитетот на секојдневниот живот на граѓаните. Овој однос треба да се гради и да се негува секојдневно. Тоа можеме да го оствариме и неофицијално, како поединци, со истакнување на проблемите, но и конкретни предлози како тие може да се решат. Значи, во два случаја во последниот период од месец дена дадовме иницијативи усмено и едната е преку социјални мрежи на кои беше реагирано. Во општина Куманово на еден состанок дадовме предлог, усмен предлог, со кој иницииравме на новите улици или на старите каде што се поставува асфалт да се спуштат тротоарите. Значи, веднаш се преземаа мерки, затоа што во тој момент тие не размислуваат, но и компанијата која ги асфалтира улиците не знае што е потребно. А вториот случај беше Центарот за култура, една институција која е потребна и на граѓаните со попреченост. Се адаптираше платформата пред Центарот за култура, каде што на социјална мрежа предупредивме дека треба пристап до Центарот за култура, но и внатре да се постави рампа, каде што лице во количка може без пречки да влезе и да ги следи културните настави. Во истиот момент беа направени надворешната и внатрешноста на Центарот за култура, а и сега најновата информација од директорот е дека ќе се постави лифт. Значи, многу малку треба да се потсетат институциите што им треба на граѓаните и да добијат услуга која ќе е пристапна за нив. Медиумите секогаш играат значителна улога во коригирањето на политиките на институциите. Во најголем број на случаеви новинарите се тие кои преку истражување ги откриваат потенцијалните неправилности, но неретко тоа го прават и по дојава на самите граѓани. На тој начин, преку притисок на јавноста, заеднички делуваат и допринесуваат за зголемени шанси проблемите да бидат решени, односно ја иницираат локалната самоуправа да делува во рамки на своите надлежности и да реагира таму каде што е потребно со цел граѓаните да ги остварат своите права. Еден од поголемите проблеми беше, не знам колку ќе се сетат гледачите, вашите гледачи, проблемот со девојчето од селото Враготурце, кое што патуваше по 12 километра до селото Пелинце за да стигне на училиште и да се врати. По објавувањето на историјата на порталот Сакам да кажам и на Куманово Њуз, каде што јас работам, по допрен глас народниот правобранител покрена постапка, отвори постапка и веднаш интервенираше прво до локалната самоуправа, потоа до Министерството за образование, тука се вклучи и државниот просветен инспекторат и беше побарано локалната самоуправа да го реши проблемот, односно беше повикан превозникот кој што ги вози децата на таа релација да најде начин и да обезбеди превоз за детето, поради тоа што на него според закон како и
на сите други деца им следува превоз, односно државата обезбедува средства за превоз на учениците во основното и средното образование. Граѓанските организации исто така постојано доставуваат иницијативи до локалната самоуправа со цел решавање на проблемите кои ги засегаат нивните целни групи. Граѓаните може да достават предлози до граѓанските организации или пак да се вклучат во нивната работа и на тој начин да допринесат за потенцирање на локалните проблеми и заедничко застапување. Значи, општинската веб страна не беше адаптирана воопшто за да може да пристапи едно лице со било каков вид на попреченост, односно да ги разбере информациите кои се нудат за услугите кои ги дава нашата општина. По нашата реакција, општина Куманово изработи сосема нова веб страница на која е вграден модул од кој лицата со попреченост ќе се информираат за услугите, но и за правата кои можат да ги остварат. Значи, тоа е една иницијатива која беше веднаш изреагирана од страна на општината и е возможен еднаков пристап на граѓаните со попреченост. Со завршувањето на политичката криза, сметаме дека граѓанското општество и представниците од локалните институции, медиумите, но и граѓаните, послободно и поактивно ќе бидат вклучени при решавање на одредени локални и општествени проблеми. Само со едукација, дебати, потенцирање на локални проблеми и заедничко застапување можеме да влијаеме во делот заедничко учество при креирање политики и да создадеме силно граѓанско општество.